Македонија ја губи битката со корупцијата и владењето на правото. Стои во извештајот на Freedom House насловен како државите во транзиција, во кој Македонија е сместена во групата циклични хибриди. Извештајот предупредува на долготрајната корупција на високо ниво во Северна Македонија, а го забележува и судирот на партиите околу уставните амандмани, потребни поради бугарското вето за пристапување на земјата во Европската Унија. Ситуацијата е уште посложена со контроверзните измени во Кривичниот законник од 2023 година, кои ги намалија казните и предизвика отфрлање на значајни случаи, додека јавноста беше вознемирена со огромни корупциски скандали во здравството. Се вели во документот. Најдобро е кога некој независен со големо искуство ќе го оцени работењето на институциите од кои што граѓаните се апсолутно незадоволни. Задоволството од од правосудниот сектор кај нас на граѓаните е 2%, така нешто, 2 или 3%. Тоа и Freedom House го нотира. Затоа има 40 мерки за кои што се потребни законски и уставни измени и уште една мерка, ветинг во правосудството и ветинг кај политичарите, бидејќи не можат само тие да бидат избегнати, меѓутоа и кај други актери во јавниот живот. Назадувањето е видливо и во регионот, каде пат на оценката бележат Црна Гора и Босна и Херцеговина, а најголем пат бележи Србија. Од земјите во регионот непроменета е оценката во однос на претходната година за Хрватска, Косово и Албанија.